Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Започна 51-та стопанско-деловна манифестација Тиквешки гроздобер. $41 милион денари за реновирање и доградба на 3 училишта во Кавадарци. Општината му ги додели котите за градба на германски Јапоне. Германски Јапоне почнува со градба во индустриската зона Караслари. Како што најави градоначалникот на Велес Славчо Чадиев, Јапоне веќе ги добил котите за градба. Овој странски инвеститор во новиот погон планирано е да произведува медицински помагала. До маркарот и објектот на Хемомак пестициди во индустриската зона Караслари наскоро започнува градба на нов производствен капацитет. Германски Јапоне веќе ги добил котите за градба. Овој странски инвеститор во новиот погон планира да произведува медицински помагала. Јас со задоволство можам да кажам дека ги дадовме и котите за новата фабрика што ќе почне да се гради овие денови во индустријската зона Караслари. Тоа е фабриката Јапоне, ги дадовме котите почетни за нивно инвестирање. Овие активности, според градоначалникот Чадиев, се во насока на подобрување на економијата. Според таткото на градот, создавањето на нови работни места и понатаму ќе биде нагорен тренд, бидејќи наредниот месец започнува градба на фабриката за производство на лепак за плочки во индустриската зона Речани 2. Нова градинка во Кавадаречкото Ваташа денеска отворија вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски и градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Градинката е сместена во стариот објект на Домот на културата, а просторот е преадаптиран според сите стандарди што треба да ги исполни една ваква установа. Во градинката ќе бидат згрижени околу 50 на деца до 6 години. Како што најави вице-премиерот Ставревски, ова влада ќе инвестира околу 41 милион денар за реконструкција на 3 училишта во Кавадарци. Ке се реконструираат 3 училишта во општина Кавадарци. Ова го најави министерот за финансии и вице-премиер Зоран Ставревски. Станува збор за реконструкција на гимназијата Добри Даскалов и електромашинското средно училиште. Инаку реконструирано ќе биде и едно основно училиште. Да почнеме со еден проект кој што е добар за Кавадарци, кој што представува надоградба на претходните проекти што се реализирани заеднички меѓу владата на Република Македонија и општината за подобрување на животот на граѓаните на општина Кавадарци. Се работи за инвестиција вредна 41 милион денари, со кој што ќе се изврши реновирање, реконструкција и доградба на 3 училишта, едно основно училиште и 2 средни, средното електромашинско училиште и гимназијата Добри Даскалов, каде што ќе имаме инвестиција во доградба на 8 училници, со кој што ќе се овозможи едносменска настава за учениците во гимназијата, а истовремено ќе се изврши реновирање на покривот, односно замена на покривот и на прозорците, со што сите училишта за кои што станува збор ќе бидат енергетски ефикасни и ќе овозможиме учениците, наставниците да ја имаат наставата да се одвива во подобри услови и тоа ќе овозможи заштеда на средства за општината. Покрај потпишувањето на договорот за реконструкција на овие училишта, министерот присуствуваше и на отварањето на новиот објект на детската градинка во село Ваташа. Со ова само делумно го решаваме проблемот со недостиг на места во градинка, меѓутоа еве денес ние и вице-премиерот на гости разговаравме за онаа тема која што е во моментот врвен приоритет за Кавадарци
и во наредниот период се надевам до нова година ќе успееме преку вице-премиерот да дојдеме до дополнителни средства од 20 милиона денари, средства потребни за изградба на нова детска градинка за која што веќе имаме проект, имаме утврдена локација и конечно да го затвориме наредната година проблемот со недостиг на место во градинка. Со реконструкцијата на овие училишта, нагласи градоначалникот Панов, се заокружува процесот на реконструкција на сите 10 училишта во општина Кавадарци. Започна 51-та стопанско-деловна манифестација Тиквешки гроздобер. Во текот на продолжениот викенд присутните имаат можност да уживаат во музика и прекрасни вина. Со свеченото отворање на изложбата скулптурата во Кавадарци, чии автори се уметници од Кавадарци, денеска и официјално започна годинешното издание на манифестацијата Тиквешки гроздобер. Честа да ја прогласи изложбата, но и манифестацијата за отворена и имаше председателот на Советот на општина Кавадарци, Горица Пеливанова Вилхелм. Денеска ја имаме таа чест уште еднаш да видиме дека Кавадарци навистина е расадник на таленти, и тоа таленти кои што оставиле печаток не само во Тиквешијата, туку и во Република Македонија, а и надвор од држава. Сите овие дела се доказ на тоа, а еве јас имам таа чест да ја прогласам изложбата за отворена. На изложбата која е поставена во градската музеј галерија се изложени 22 дела на 12 скулптори од Кавадарци, дегустација на вино од тиквешки винари и презентација и дегустација на повеќе сорти на грозје беше дел од почетокот на 3-дневната традиционална манифестација, која и градоначалникот на Кавадарци официјално ја прогласи за отворена, наздравувајќи се убавото кавадаречко вино. Морам да кажам дека гледката уште од Сабајле еве во петокот да е прекрасна во Кавадарци. Раздвиженоста на сите кавадарчани, на многу коли со странски регистрации кои што се веќе присутни, на винериите кои што се спрема и бината, така што очекувам вечер да имаме уште една добра забава. Утре исто така уште поголема забава, кулминација во сабота, односно завршување во недела и да уште еднаш одбележиме една успешна манифестација Тиквешки гроздобер. Во рамки на петочната програма се одржува и кошаркарскиот турнир Сестри Китеви и забавата на градскиот плоштад со убавата песна на легендарниот кавадарчанец Никола Бадев, во чија чест е вечерта на виното и песната. Публиката има можност да ужива и во настапите на Христијан Тодоровски, Ареа и диџеј Бабура, а на полноќ во хотелот Уни Палас 2 ќе се избираат вински крал и кралица. Се одржува традиционалниот Демиркаписки панаѓур посветен на верскиот празник Голема Света Богородица. Колешката Елица Радевска ги донесува деталите од таму. Традиционално и оваа година, општина Демиркапија го организира панаѓурот по повод денешниот верски празник Голема Богородица. Истиот го посетија голем број посетители од различни градови од Македонија. Случајно анкетираните граѓани рекоа дека Демиркапискиот панаѓур е еден од најдобрите панаѓури во нашата држава. Панаѓур си е панаѓур. Убавината е во тоа што семејствата се заедно. Тоа ми значи многу. А ова вака само да се прошетаме. Убаво е, собирно луѓе, вака. Се убаво. Убава работа, народот се гледа. Добар е, сега за сега е добар. Сега идеме и добар е сега за сега. Градоначалникот Трајче Димитриев вели дека ова е традиција за Демиркапија, а воедно представува и голем ден, затоа што Голема Богородица е празникот заштитник на оваа општина. Тоа се празнува многу одамна, уште јас кога сум бил дете, знам, едва и го чекавме да дојде панаѓурот Богородица. Тоа е заштитен празник на Демиркапија или празник заштитник на Демиркапијата Богородица и јас како што знам, уште ја како што знам, тој празник се празнува, традиционален е за цела Демиркапија. Панаѓурот го посетија и градоначалничката на Градско, Жанета Чушевска, и председателот на Центарот за развој на Вардарски плански регион Славчо Чадиев. Дојдовме да го посетиме овој настан што го организира општина Демиркапија, да поразговараме со колегата градоначалникот за неколку работи пред се во сегментот на развојот, во сегментот на туристичката промоција, оно што го спремаме за Демиркапија и оние проекти што ги изработи Вардарскиот регион и што треба да се имплементираат во наредниот период во овој регион тука. Оваа традиционална манифестација дополнително придонесува и за промовирање и развој на туризмот.
Продолжуваат проектите за бесплатно банско летување и бесплатен туристички викенд за пензионерите. Вкупно 2200 пензионери од овој период ќе ги искористат бесплатните услуги од овие проекти. Проектот за бесплатно банско лекување и бесплатен туристички викенд за пензионерите продолжува и понатаму. Според пресметките на ресорното министерство, 1250 пензионери ќе се рехабилитираат во една од бањите во Македонија, додека 950 ќе имаат еден бесплатен туристички викенд. Вкупно 2200 пензионери во периодот од септември-октомври ќе ги искористат целосно бесплатните услуги од овие проекти кои што не идоа на огромен интерес и задоволство кај пензионерите во нашата држава, кои што им помагаат да се социализираат, да се рекреираат, да стекнат нови пријателства, им помагаат да имаат поквалитетен живот. Според министерот Спасов, за овие проекти владата одвојува 48 милиони денари, а ефектот е двоен. Едниот е за пензионерите, другиот е во функција на развој на банјскиот туризам. Во Република Македонија училишниот спорт добива се поголема актуализација. Во сите општини се отворени спортски паралелки во различни категории. Агенцијата за младе и спорт секоја година доделува до 15 стипендии за најуспешните спортисти. Се повеќе се актуализира спортот во основните и средните училишта. Во Македонија скоро во секоја општина во средните училишта има отворено паралелки за најразлични спортови. Во гимназијата во Велес успешно функционираат фудбалската и ракометната паралелка. Во ракомет има 15, во фудбал 22, машки и женски, тоа се заедно. Таква е бројката и отприлика и во претходната година и не е лимитирано колку треба да бидат запишани ученици. Агенцијата за младе и спорт секоја година доделува стипендии на најуспешните талентирани спортисти. На годишно ниво бројот на стипендијанти се зголемува за 15. Тоа се спортисти и членови на клубови кои се надпреваруваат во лига, но и по еден стипендист од Сојузот на училишни спортови. Начинот на кој може да добие еден ученик стипендија преку Агенција за младе и спорт е со аплицирање, електронско аплицирање до Агенција за младе и спорт. После тоа си има критериуми кои треба да ги исполнат за да бидат избрани како стипендисти. За учениците од прва година не следуваат стипендии, за нив општината обезбедува само сместување во градот каде што ќе се школуваат и ќе тренираат. Фудбалската федерација од втора година, значи дава на втората генерација и понатака следи трета и четврта година, некаде околу 5 до 5.500 денара по ученик. Средствата за исплатата на стипендиите се обезбедени од државната каса, а финансиска поддршка од овој фонд користат неколку млади велешки спортисти. Дваесет и две деца од кавадаречките села Возарци и Шивец од денеска се на летен камп на Пелистер. Организатор на кампот, кој во континуитет се организира веќе 6-та година, е еколошкото друштво Тисовец од село Возарци. Средствата за реализација на истиот организаторот ги обезбеди благодарение на соработката со Фени Индустрија и локалната самоуправа. Децата учесници на 7-дневниот камп преку учество во креативни работилници, учејќи за заштита на животната средина, еколошки ќе се образуваат. Премиерот во работна посета на Виена, последнава ноќ и утрово, транспортот на мигрантите од јужната до северната граница се одвива нормално. Вестите од Македонија во продолжение. Никола Груевски вчера во Виена оствари средба со председателот на Европската банка за обнова и развој, Сума Чакрабарти. Председателот на владата истакна дека на средбите се разговарало за тековните проекти, вкупно 17, чија реализација во неголемиот дел тече без поголеми застои и проблеми. Соработката која владата има со ЕБОР се одвива преку инвестиции во автопатиштата и останатата патна инфраструктура во железницата и во енергетскиот сектор, истакна премиерот Никола Груевски. Сума Чакрабарти изјави дека е задоволен од соработката со македонската влада, која, како што истакна, е резултат исклучиво на реформските заложби и решеноста за инвестиции во инфраструктурните проекти. Тој воедно истакна дека соработката со Македонија е добра. Во текот на изминатиот период на соработка, ЕБОР вложил 1,4 милиарди евра во инвестиции во Македонија. Минатата година во инвестиции во Македонија таа вложила преку 250 милиони евра во инвестиции и десетина проекти во приватниот и јавниот сектор,
а оваа година пак околу 130 до 150 милиони евра и други десетина проекти. Инаку ЕБОР и Република Македонија имаат традиционална добра соработка за реализација на повеќе инфраструктурни проекти, како што се изградба на автопатот Демиркапија-Смоквица, како и изградба и рехабилитација на 5 регионални патни правци во вкупна должина од 90 километри. Истовремено, со поддршка на ЕБОР, се финансира и првата делница од изградбата на железничката инфраструктура Команово-Бљаковце, како и почетокот на втората делница Белјаковце-Крива Паланка, како и реконструкција на железничката пруга од коридорот 10. Во текот на измената во ноќ и утрово, транспортот на мигрантите од јужната кон северната граница на Македонија се одвива без проблеми и организирано. Ова беше потврдено на координативниот состанок во Гевгелија. Таму беше констатирано дека состојбата на границата е нормална и по целосна контрола на специјалните полициски сили и Арама пренесува МИА. Според проценките на УНХЦР, синоќа во прифатниот камп пристигнале околу 2000 бегалци, кои по задржување од 3 до 4 часа со 2 вонредни воза заминале за Табановце. Од железничката платформа пак утрово кон Табановце заминаа околу 2000 мигранти. Бројните меѓународни домашни невладини организации ценат дека бегалската криза е канализирана и дека во магазините има доволно залиха на храна и вода за бегалците. Уапсени джихадисти на возраст од 20 до 25 години во Бугарија. Во Либија потонаа 2 брода со имигранти, јавуваат светските агенции. Вестите од светот. Во бугарското село Каменичка Скакавица, во близина на Ѓушево, на границата со Македонија, синоќа биле уапсени албанци на возраст од 20 до 25 години. Во нивните мобилни телефони биле откриени видеоснимки со одсечени глави и молитви кои ги користат джихадистите за реклама на исламистичката држава, јавуваат бугарските медиуми. Началникот на граничната полиција во Кюстендил Васил Митов потврдува дека се уапсени 5 инострански државјани, но не изнесува повеќе детали. Албанците патувале со автомобил, а вниманието на полицијата го привлекле кога се обиделе да ги подмитат полицајците кои ги запреле. Овој случај го презедоа припадниците на бугарската државна агенција за национална безбедност, кои по сослушувањето утре ќе ги изведат албанците пред суд во Кюстендил заради одредување притвор. Два брода со мигранти потона вчера покрај бреговите на Либија и најверојатно стотици лица се загинати во несреќата, јави ДПА. Според податоците на болницата на околниот град Зуара, на западното крајбрежје, над 100 тела се извадени. Крајбрежната стража успеала да спаси 200 лица, но изгледа многу повеќе се блокирани на палубата на поголемиот брод. Првиот брод со околу 50 патници вчера испратил сигнал за помош, а вториот со околу 4000 мигранти потонал малку подоцна. Телата одведени во болницата во Зуара се на мигранти од Сирија, Бангладеш и јужноафриканските земји. Поради големи шумски пожари кои ја зафатија провинцијата Џамби на островот Суматра, властите прогласија највисок степен на тревога. Поддршка за гаснење на разбеснетите пламени јазици беше побарана од Националната агенција за борба со катастрофи, а провинцијските власти очекуваат помош и од Малезија и Сингапур, кои исто така се загрозени од облаците чад опасни по здравието. Долготрајната суша која годинава зафати поголем дел од регионот на Југоисточна Азија е главна причина за појава на пожари, а тие избувнуваат и поради обидите на локалните фармери преку палење на шумите да обезбедат поголеми површини земјиште, на кое се посадуваат плантажи на палми за производство на масло, чија продажна цена во светот постојано се зголемува. Решение за оваа катастрофа Индонезија ќе побара преку предизвикување на вештачки дожд на загрозеното подрачје. Вардар победник на турнирот Вардар 2015. На Иџе му недостига само еден бод на трката во Словенија за да ја одбрани титулата европски шампион на ридски патеки. Шпанија со најсилен состав доаѓа на Филип II. Домашен спорт.
Ракометарите на Вардар го освоија трофеот на турнирот Вардар 2015 што се одржа во спортскиот центар Јане Сандански. Црвено-црните во финалето го совладаа шведскиот првак Кристијан Штад со убедливи 32:24. Тоа всушност беше и најголемата разлика на надпреварот. Во текот на целиот меч вардарци одржуваа предноста од 3 до 7 гола. Во 8-та минута тие веќе имаат двојно повеќе голови од Кристијан Штад, а истата ситуација се повтори кога резултатот беше 8:4. На половина од првиот дел Вардар водеше со 11:6. На полувреме се отиде со резултат 16:9, но противникот се закани и се доближи на 16:13. Потоа Вардар до самиот крај не му дозволи на противникот да се доближи посериозно со резултатот. Во редовите на Вардар најефикасен со 5 гола беше Македа, по 4 постигнаа Шишкарев и Циндрик. Руските тимови кои учествуваа на турнирот се бореа за третото место, а славеше Шеховски и Медведи со 28:26, дури по изведувањето на пенали. Мечот во регуларниот дел заврши со резултат 24:24. Последното место на турнирот му припадна на Металург. Екипата на Лино Червар загуби од Нексе со 19:24. Инаку победникот Вардар покри титулата освои парична награда од 15.000 евра. 10.000 евра освои Кристијан Штад, а 5.000 евра тимот на Чеховски Медведи. На најдобриот македонски автомобилист Игор Стефанов Скиџе му е потребен само еден бод на престојната трка во Словенија за да ја одбрани титулата европски шампион на ридски патеки. Поради ова Иџе за оваа трка најави повнимателно возење без оглед што негов заштитен знак на европските брда станаа победите, триумфирајќи на 8 од 10 трки во досегашниот тек на шампионатот. Минатата година Стефановски триумфира во Илирска Бистрица со нов рекорд, но оваа година конкуренцијата е бројна и жестока. Заедно со Стефановски пријавени се уште 16 учесници. Според него патеката е интересна и пред се техничка. Таков тип на патеки добро му лежат и досега на сите вакви трки издвојува убедливи победи. Организацијата е безпрекорна, има многу публика, а патеката е одлично подготвена, вели Стефановски. Словенците лани имаа шанси да го видат во вистинско светло, но овој пат титулата е сепак поважна. Патеката во Илирска Бистрица е долга 5010 метри, а ќе се возат две трки. Доколку Иџе оствари пласман, ќе биде првиот возач по пауза од 9 години, на кого му успеало 2 сезони поред да биде најбрз на ридски патеки во категоријата 1. Последен кој успел да ја одбрани титулата е германецот Јорг Вајдингер во 2005 и 2006 година. Иниеста, Фабрегас, Рамос, Коста, Пике, Касилјес и уште многу други звезди од шпанската репрезентација доаѓаат во Скопје на 8 септември. Шпанската фудбалска репрезентација со најсилен можен состав ќе одигра квалификацијски дуел против Македонија. Селекторот на Црвената фурија го објави списокот на фудбалери на кои ќе смета за гостувањето во Македонија, како и за пријателскиот надпревар против Словенија. Искусниот стручњак го селектираше најсилниот состав со кој располага во овој момент. Дел Боске одново им даде доверба на оние фудбалери на кои сметаше над претходните квалификацијски средби. Интересно, во репрезентацијата е повекан голманот на Севилја Рико, кој се уште го чека својот деби настап. На 8 септември се очекува голем спектакл на арената Филип II, а македонската селекција претходно ќе треба да игра и против Луксембург на гости. Макабе е следна дестинација за Ренато Вугринец, Меси најдобар фудбалер во Европа минатата сезона. Меѓународните спортски вести во продолжение. Словенецот со македонски пасош Ренато Вугринец подпиша 2-годишен договор со израелскиот тим Макаби. Вугринец се појави на еден од тренизите на работнички и беше најавен како екстра засилување за скопскиот тим, но тој сепак на крај прифатил понудата од израелскиот тим. Искусниот десен бек со Макаби Ришон Лезион договорил 2-годишна соработка. Вугринец во Македонија дојде во 2012 година и до јануари беше дел од тимот на Металург. По заменувањето од Металург, 40-годишниот Вугринец, вториот дел од минатата сезона го мина во дресот на Лахвија, во Катар. Работнички беше отворена опција за негово враќање во Македонија, но Вугринец сепак реши да се пресели во Израел. Неговиот нов клуб Макаби Ришон Лезион е вице-шампион на Израел.
Звездата на Барселона Лионел Меси е избран за најдобар фудбалер во Европа за минатата сезона. За него гласаа вкупно 49 новинари од стариот континент. Гласањето се одвиваше за време на жребката за групната фаза од Лигата на шампиони. По гласањето председателот на УЕФА Мишел Платини го прогласи победникот во изборот, во кој ривали му беа Луис Суарес со 3 гласа и Кристијано Роналдо со 2. Ова признание е од големо значење, но мора да се каже дека е заслуга на сите соиграчи, затоа што без тимот не би можело ништо да се освои, рече Меси. Всушност, ова е втор пат Меси да го добие признанието на УЕФА. Веднаш по жребката во групната фаза, поголемиот дел од спортските обожувалници ги дефинираа своите коефициенти, кога се во прашање можните победници во новото издание од најпрестижното клупско надпреварување Лигата на шампиони. За поголемиот дел од обожувалниците прв фаворит е бранителот на тронот, каталонскиот гигант Барселона со коефициент 2,75. Зад Барселона се наоѓа Бајерн Мюнхен со коефициент 4,5, Реал Мадрид со 5,5 и Челси со 8. Најголемите аутсайдери за титулата се Гент, Макаби и Малме. За време на продолжениот празничен викенд и во почетокот на наредната недела ќе се задржи стабилно суво и топло време. Еве ги деталите за временската прогноза. Ви посакувам пријатна вечер со нашата програма. Пријатно.